Наводите за работата на ЕКП Пазари Прилеп, кои што ВМРО ги изнесе на денешната пресконференција, представуваат манипулација и лажна слика за работењето на предпријатието. ВМРО ДПМНЕ без никаков срам се однесува како да во изминативе 12 години биле опозиција и како да не раководеле со јавните комунални предпријатија и локалната самоуправа. Пецо Димовски, екс-министерот од редовите на ВМРО ДПМНЕ, го остави предпријатието во огромни финансиски долгови без ниту еден денар на сметката, неисплатена плата на вработените, огромни долгови за неплатено ДДВ кон државата, камати и друго. За крајното недомајчинско однесување на Димовски и екс-градоначалникот Ристевски зборува и фактот што два пати го продаваа поранешниот млечен пазар и го оставија предпријатието без дуќаните од кои остваруваше приход. Одземен ни е исто така сточниот пазар без надомест, за кој што беше подигнат кредит, се извинувам, од 4 милиони денари и други трошоци за негова изградба. Исто така е одземен и просторот за продажба на камиони, што беше голем извор на приходи во ЈКП Пазари. 4 пати беше препокриван пазарот и на крај го оставија недопокриен. Таквото безредие и незаконско менаџирање со предпријатието и општинскиот имот се провлекуваше со години и остана слика за безредието на ВМРО ДПМНЕ, со кој што сега се занимаваат надлежните институции. Наспроти сето ова, како нова локална гарнитура на ЈКП Пазари, работиме одговорно и домајќински во интерес на предпријатието и интересите на граѓаните. А сега би ја презентирала финансиската состојба за првото тромесечие. Од доставениот тромесечен извештај кој што го има на веб страната на ЈКП Пазари Прилеп и на увид на целата јавност, се гледа дека приходот од редовното работење за 2018 година изнесува 2 милиони 764.089 денари, а за тој период од 2017 година 2 милиони 873.167 денари од редовното работење. Приходот од 2 милиони денари се од доделени субвенции за 2017 година. Во тоа и се однесува разликата на приходите. Ако го погледнете табеларниот преглед на расходите, ќе видите дека сите трошоци се намалени во однос на истиот период за 2017 година. Пример, подреден број 9 од табеларниот преглед, петете трошоците и телефоните, за жал се поголеми од минатата година поради штетно склучениот договор во 11 месец 2017 година од екс-директорот Пецо Димовски, што мора да го плаќаме до истекот на договорот. Платата и надоместоците од плата за оваа година изнесуваат 2 милиони 370.359 денари за 27 вработени, а 2 милиони 168.532 денари за 2017 за 24 вработени, кои до крајот на 2017 се 26. Подреден број 25 од кварталниот извештај за расходите интелектуални услуги, кои се по договор од 2017 година склучен од претходниот директор со важност до 15.5.2017 година, зашто 2018 година, зашто добивме покасно и каматна листа на износ од 34.000 денари. Подреден број 26 кои што се однесуваат на останатите трошоци од работењето, се исто така трошоци од склучени договори со медиуми со важност од 2018 година кои сега ги исплаќаме. Трошоци од минати години на износ од 96.663 денари, значи дека расходите во однос на 2017 се поголеми за овој износ помали за 2018 година. Поголема ставка представуваат и трошоците за вработени постпогодби, а се однесуваат за ненавремено исплатени надоместоци како К15 од минати години јубилејни награди, кои во согласност со вработените, за да не дојди до неликвидност на фирмата, подпишани се договори за исплата на рати. Одгоре изнесеното, произлегува дека за овој период ЈКП Пазари од сопствени приходи и прикажани расходи има реален негативен резултат од 747.610 денари.
а за овој период лани загубата е 676.029 денари без субвенциите како приход. Сметаме дека не треба да е човек економски експерт да ги разбери овие податоци. Морам да нагласам дека овие податоци се пресметковна категорија добивка или загуба. Би сакала да ве известам за реалната финансиска слика на ЈКП Пазари сега. При примопредавањето се наследени 2 неисплатени плати за вработените, неисплатено К15 за 2017 и новогодишен надоместок за кои сме обврзани по колективниот договор. Обврските према добавувачите се 2,5 милиони денари неисплатено ДДВ, од кои 1.745.000 денари и 0 состојба на жиросметка. ДДВ неисплатени 1.745.000 денари ДДВ и 0 состојба на жиросметката. Во 2017 година исплатени се од локалната самоуправа во целост субвенции од 4 милиони денари, а од страна на директорот Пецо Димовски не се исплатени обврските кон добавувачите по однос на субвенциите. Во однос на позитивниот резултат за 2017 година ги повикуваме ВМРО ДПМНЕ да повикаат надлежни институции за исправноста на работењето во ЈКП Пазари. И 150.000 денари што ги исплативме на име на данок на добивка, а за проектите што се преземени од претходното раководство, кој толку многу беше споменувано на седницата на Советот и можеме накнадно да ве известиме што е направено и колку е потрошено од проектите. Дуќаните долу, од левата и десната страна на управната зграда, се срушија среде лето, така да губевме кирија во 2016 година и после вложувањето кое што се изврши во нив за нивна изградба, тие се уште не се дел од нив, се уште не се издадени. Доколку ВМРО ДПМНЕ има економски стручњак со овие приходи и овие услови да покаже финансиски резултат, нека го стори истото. За време на седницата на локалната самоуправа, при усвојување на 3-месечниот извештај, сакам да ја пофалам советничката на ВМРО ДПМНЕ, која е Ане, не го знам презимето, која е економист и рече дека реално се гледа дека е потребно трајно решение за проблемот во ЈКП Пазари. Субвенциите се за моментално да се избегни, така речи, пропаѓањето на ЈКП Пазари. Исто и ние тоа го побаравме од локалната самоуправа, иако тие не се одговорни за ваквата настаната ситуација, како наш основач, како што се што не е земено без надомест до сега, кои недвижности ги наведов, да ни обезбеди трајни објекти со редовен приход за нормално работење. Од наша страна доставено е до Советот и усвоено во ребалансот, што истото е и прифатено. По добивањето на средствата ќе бидат подмирени обврските кон добавувачите и кон управата за јавни приходи. А сегашната моментална состојба денеска, последна состојба на жиросметката е 351.185 денари. Од горе изнесеното може да се види дека изнесеното на пресконференцијата на ВМРО ДПМНЕ е срамна манипулација.